Од кога паметиме за себе, од колено на колено, честопати ги слушаме приказните на нашите баби и дедовци. Како се мажеле, женеле, со арно или со бегање, со благослов или со клетви. Но без оглед на сето тоа, до ден денес многу адети останале, но многу од нив и се промениле. Некогаш велат таткото ја бирал невестата. Денес не. Некогаш момчето и девојчето за прв пат се видјавале на свадбениот пир, кога прв пат невестата ќе биде љубена и замесена по гачата на честа. Денес не. За мештаните свадбата била редок чин. Празник кога сето село, но и од околните, се собирале не само да се провеселат, туку и да се видат, да си поприкажат. А посебна приказна биле песните. Нашиот народ е музикален и поетски надарен. За секој свадбен чин, за секој адет, дури и мерак, тој создавал песна. Многу од нив се заборавени, но некои од нив за среќа се уште се пеат. Токму свадбарските обичаи и убавите свадбарски песни се вткаени во милето на македонскиот селанец. Македонската селска свадба во Подосоговието. По сите погодии и договори најпосле доаѓа свечениот чин – свадбата. На денот на веселбата, уште рано изутрина деверите се подготвуваат за канивка. Најпрво заминуваат кај родителите и роднините на невестата, а попат ги канат и со селаните. Свадбата е селски празник. Добро дошли. Е далеко не вие касно сте крадали много. Чекай да дам кај бате ќе ви каже, а детите како идат, ајде. Треба да ве проверувам прво. Дете седи. Ето нека седи, овде, але, добар. Оди толку касно. Леки, ама нешто касно се ви спретили, кам ја да ви провер торбата на вас? Абе, вие сте пред, ама... Не са пред торбата. Торбата не ви е пред. Не сте арни, ајде. Да си одите. Да се поправите, да се додерате, па после да дојдете. Дете седи. Детка, Господи, салата, много добро. Нека доа. Спрема, се спрема. Нека, треба да доа. Ајде. Как ми се търтерам. Слушай, ајде доста ги мачи. Па не изпокапна, така ти погоди деда. Нема што. Са. Много сте се изморили, Са сте арни. Сте. Слагале. Добри си, Дело, добри си, ајде. Пак е така треба, ајде. Престе торбата. Па добро дошли са. Ајде сега да седнете. Слагај ръка. Така како гласно, шумата се доје, со терани, ајде. Арне. Ланско. Откако деверите ќе пристигнат кај родителите на девојката, се сместуваат во дворот. Тие ја носат со себе и погачата, што потврдува, како што се вели според локалниот дијалект, дека невестата ја бива. Ја носа, можете се позареди со маме с тато лист партијето за детова, за повидија, за тука што се. Не мора бате да гледаш, ја после ќе видим. Ќе видиме после. После ќе видим. Ќе слуша сето. Ще слушаш, што ќе преча, ле ти, седи. Абе, кокошче има пуно, ама те тој е брато там ќе ги отворил кокошањето, ако ќе станете, ќе земете, ако не нема земете. Кокошката е тука, ама ќе нас ја дето да си ја фане. Ќе ја фане, вие ја фане. Ајде,
Се прават адети, се фаќаат кокошки и деверите заминуваат. Зетот право дома, а останатите продолжуваат со канењето. Защо нема време да ја оправиме тоа печетот на... Што го правиме? Во меѓувреме кај момчето се подготвува свадбата. Кумот ја кити гранката, се коле теле или коч, котли вријат, дворот се мете и така натаму. Во меѓувреме пристигнуваат гостите. Добро ви поздрав! Мало да сте живи и здрави и вие да си дочекате таква ви си умерете. Бог ви помогнал! Добре дошли! Мало да сте живи и здрави и вие да си дочекате на ваши внуци и деца. Ajde domaćinko, jajde od tati idem, ajde da si načekame gostite, ajde. Dobro pozdrav, dobrodošli, da si načekate vije na deca. Bog vi pomognal i vi da si dočekate, da si načekate, da ste živi i zdravi, Bog vi pomognal i vi da si načekate, dobrodošli.
На свадбените веселби, како голем селски празник, присуствувале голем број гости од селото, но и од околните места. Затоа се подготвувале голем број котли со најразлично јадење. Чорба, супа, манџи со месо, се варел граф и така натаму. Оние што биле на ваква веселба ќе ви раскажат дека јадењето е ретко вкусно. Дури и најпребирливите со нетрпение го очекувале поставувањето на трпезата. А трпезата се поставувала директно на земја. Се редат дрва од обете страни, а на средина се постилаат черги и килими. Потоа сите седнуваат и си фаќаат место. Начело се сместува кумот, а лево и десно од него место фаќаат роднините според блискоста. Песната Добар ден, куме господаре, го најавува носењето на гранката накитена со јаболка, која се става пред кумот. Следува изнесувањето на невестата во дворот. Таа е во друштво со деверот и тие одат на чело на трпезата. Слушајте, народе! Младата невеста с нощи са довели, месила една голема погача, да знае свекоро и свекрвата дека знае да меси, Гледајте кој не се е женил, водете рачун. Господ нека и благослови од 9 страни. Ние што не знаеме да благословиме, Господ нека ги благослови. Господ да ве благослови. Така. Народе, Господ да ги благослови. У секој ќушенце детенце, у средината по десетина, да ни е жива и здрава фамилија. Сите да ни добре дојдовте. Седнете да ручаме и да си наставиме на оваа трапеза. Слушајте, свекоро и он пред сната станал најрано од 100 прави најголеми овен за хвален. Погледнете колкава е глава. Немој да мислите дека е сиромах, богат бил. И он е најрано станал човеко. Преварали се со снаата, ама и двата. Тој е месила богача, он за клавовено. Господ нека ги благослови. Ние што не знаеме да благословиме, Господ нека ги благослови. Заедно само нека. Така, Од нас малку, од Бога многу. Господ да ги благослови. Од сите страни пари берекет да и... Младо девојче носи погача со чаша вино кон трпезата, каде што седат гостите. Тие фрлат пари на погачата. Потоа таа се носи на чело на трпезата. Девојче и момче ја кршат погачата на два дела и се надпреваруваат кој побргу ќе подели на гостите.
Тој што прв ќе ја подели, значи дека и прв ќе се ожени. Газната. Колку кошта това? 8 лири газда. Абе, маленко е за 8. Толку кошта, 9 за тебе. До се не пазарим, ајде. Ајде, дай. Ајде, Има, ајде. Ајде. така, Невестата се поклонува пред кумот, му бацува рака и продолжува така со сите гости поред. Првин на поблиските, потоа на останатите. Сите даваат пари. Во меѓувреме гостите носат понадица, а поклањачот со викање ги известува присутните кој што подарил на свадбата. Една черга кога дојат башта има ќе и да постелат на кревјето, Едно ќе се на пазар да идат. Една торба на жир да идат. Това да благословите од кумо. 1000 кила леп, 500 кори баница, една басма дуќан, бочва ракија, башча јабати, Господ да им благослови што се на Бога моли. Едно курито кога си одима деца да си бана, па додека одима уни да се бана. Това да благословите на невестата од страна, 1000 кила леп, 500 кори баница, бочва ракија, Господ нека им благослови што се на Бога моли. Това на младоженета од војната, 1000 кила леп, 500 кори баница, бочва ракија, Господ нека им благослови на војната. Кумот ги удира младите со гранче според обичајот, за да бидат послушни. Добро, ајде. Да сте живи и здрави. Ќе викате ле мамо? Викаме.
Тате ќе викате ле? Викаме. Ајде, колку на Каменичиот мост клина току на вас сина. Амин, амин. Колку по полето зелци на вас току штерци. Амин, амин. Ајде. Ајде нека го. Ајде, ајде. Ајде, дај ти. Следува ручек.